Сметам дека не се користи доволно кирилицата на социјалните мрежи, особено тоа важи за комуникацијата меѓу нас, меѓу корисниците на социјалните мрежи. Меѓутоа, според мене, целисходно е да ние ја користиме кај нас исто така, мислам и на комуникацијата и личната комуникација, праќањето пораки, не само она што јавно се објавува, да ја користиме кирилицата. На тој начин ќе ја зачуваме, ќе створиме навика кај нас да ја користиме. Тоа е наше писмо, кирилицата е наше писмо. Работата на Рацин, на дигитализација на фонтот, на ракописот на Рацин беше многу специфична затоа што сите негови ракописи, кои ми беа достапни за анализа, не беа секогаш исти. Јас го кажав тоа неколку пати, меѓутоа убаво е да се види затоа што ракописите ја одразуваат неговата моментална состојба. Се разликуваат буквите што Рацин ги пишувал, кога тој пишувал на неговата сакана рахилка, и се разликуваат буквите кога Рацин пишувал некои сосема технички документи. Така да требаше да се сублимираат сите овие елементи, да се направи избор од специфичните букви и потези што Рацин ги употребувал кога пишувал, и резултат на сето тоа е фонтот Рацин. Иначе процесот се одвива на тој начин што тие дигитални фотографии ги обработувам во компјутер на тој начин што преку неговите букви испишувам векторизирана верзија на тие букви, која верзија понатаму, например, конкретно ако земеме една буква, јас направив од буквата А, например, може да има десетина верзии, затоа што човекот, било кој дали е Рацин или било кој автор, не може секогаш исто да ја напише таа буква која пишува рачно. Сметам дека премалку се посветува внимание на македонската кирилица, особено кај нас во Република Македонија, каде што треба особено да се обрати внимание на употребата, на негувањето и на развивањето на македонската кирилица. По тој смисол треба да ја прилагодиме македонската кирилица на современите текови што ги носи дигиталната технологија. Кај нас тоа многу малку е направено или воопшто не е направено. За жал, институциите немаат слух за вакви работи. Апелирам до сите да ја користиме нашата македонска кирилица, освен на оние места каде што треба да се користи латиница. Така да на тој начин ќе ја негуваме, ќе ја прошириме, ќе приметиме работи кои дигиталната технологија бара да се исправат.